Граѓани, дојдовме до редот на пленарна седница да го разгледуваме изменувањето и дополнувањето на Законот за работни односи. И ако на досегашните постапки сите од парламентарното мнозинство се повикуваат дека не се тие надлежните кои што треба да го вратат овој закон на доработка на предлагачот, бидејќи не содржи ниту регулатива, ниту директива за да има европско знаменце, еве овде сме и сите го повикуваат председателот на собранието дека тој е одговорен за тоа. Тоа дека не треба да стои европско знаме на вакво предлог законско решение го потврди и од Европската унија и од Европската комисија. Но, од овде ќе ви поставам легитимно прашање. Тие што го потпишеле договорот, што се обврзале да направат вакви измени и дополнувања на законите, а не било нивна надлежност, кои што имале лукративни причини и криминални побуди, се тие кои што ве стават во заблуда. Зошто? Еве, не многу далеку, во 2022 година во јули, колеги од мнозинството, Уставниот суд донел одлука со кој што се укинува членот каде што е нормирано исто идентично решение за прекувремената работа на Законот за работни односи. Да биде појасно, ако пред година или две ревносно од овде ја браневте членот на Уставниот суд, господица Кацарска, која сега е председател и ги оценува законите кои што ние ги носиме овде, ви рекла немојте, ова е противуставно. После 10 месеци Артан Груби и Ковачевски ви дават наредба повторно да се донесе идентично законско решение кое што е противуставно. Вие го поднесувате и стоите за тоа дека истото законско решение треба да се донесе. Прашањето ми е, дали ќе ги послушате членовите на Уставниот суд, за кој што ќе кажем дека за прв пат можеме да се согласиме дека донеле одлука која што е согласно Уставот, или ќе ги послушате вашите предпоставени кои што ве туркаат во насока да озаконите нешто што е противзаконски и противуставно, за да тие си ги покријат собствените постапки, бидејќи, потенцирам, превземале обврска која што ја нема, обврска која што не може да ја исполнат и не е во нивна надлежност. Тоа е со умисла извршиле злоупотреба на својата службена положба и овластување. Од овде се стават на тест многу битни институции. Најпрво, собранието, кое што се уште имате време да се предомислите и да го повлечете, односно да не се донесе, бидејќи не можете вие да го повлечете, владата треба да го повлече, да не го донесеме ова законско решение, бидејќи е противуставно. Втор, на тест ќе биде председателот на државата Пендаровски, кој што до сега ревносно тврди дека нема да ги потпише ваквите законски решенија кои што се противуставни. И трет бранник е Уставниот суд. Тогаш да го видиме Уставниот суд. Како истиот ќе постапи? Бидејќи пред само 10 месеци истиот донел ваква одлука. Да го видиме дали на брза трака ќе го разгледа ваквото противуставно законско решение и истото повторно ќе го укине. Или ќе искористи можноста да го стави во фиока, бидејќи нема никакви рокови на постапување и единствено да му стои во фиока во образложение дека се постапува по нешто, а всушност нема никаква одлука. А со тоа ќе се погазат работничките права, со тоа ќе се погази сето она што синдикатите сите овие денови јасно и недвосмислено ви го потенцираат и ви кажуваат дека ова е експлоатација на работниците и дека ова не може вака да помине. Бидејќи, ако, како што тврдите вие, со ваквиот предлог на закон се уредувало дека, цитирам, во членот 117а велите: по исклучок од членот 117 ставовите 1, 2 и 7 од овој закон за работа на проекти од стратешко национално значење утврдени со закон, а заради
потребата од континуитет во работата, прекувремената работа може да трае подолго од 8 часа неделно и 190 часа годишно. Што значи тоа? Дека до сега имало ограничувања, односно имало можност за прекувремена работа, врз основа на претходни проценки колку може таа да трае. Од 8 часа неделно до 190 часа годишно. Понатаму, вели по предходно дадена писмена согласност од страна на работникот. По предходно дадена писмена согласност од страна на работникот. Членот 32 од Уставот на Република Македонија јасно и недвосмислено нормира дека секој вработен има право на платен, дневен, неделен и годишен одмор. И забележете ова сега. Од овие права вработените не можат да се откажат. Зошто е ставено ова дека не можат да се откажат? И дополнително, ако е предвидено 8 часа во текот на неделата, дополнителни 190 вкупно во текот на годината, како ќе ги распоредите оние дополнителни часови кои што ќе бидат во спротивност со членот 134 од Законот за работни односи? Неделен одмор, цитирам: работникот има право на неделен одмор во трајање од најмалку 24 часа непрекинато плюс 12 часа дневен одмор од членот 133 на овој закон. Како ќе ги пресметате, како ќе ги распределите вашите предлози, односно работните часови? Дополнително, што не се нормира колку ќе бидат, може од овде да предпоставиме дека ќе имаме и 70 и 80 часовна работна недела. Ова е класична експлоатација. Сите синдикати со тоа не се согласуваат и ве насочуваат дека треба благовремено да се повлечете од донесување на вакво законско решение. Што ќе направите со тоа? Со тоа, од кога ќе се донесе ова законско решение, ќе го користат сите оние за кои што е наменето, дополнително по произнесување на Уставниот суд, кое што мора да се случи, бидејќи имаат воспоставено пракса. Не можат да се повикат сега дека ќе донесат друга одлука. Известно е каква ќе биде одлуката. Повторно ќе се најдеме во ситуација на средина на имплементација на овие проекти да застанеме онаму каде што ќе одлучи Уставниот суд. Тоа е поради ваше незнаење, неможност и немање капацитет за спроведување на вакви проекти, бидејќи ако малку некој од оние кои што ви ги предложиле, а не биле со криминални побуди и лукративни причини, се консултирале со надлежните кои што знаат како и што може да се направи. Во сите овие закони кои што ги предлагате, има начин како да се заврши побрзо овој проект. Но ниту знаете, ниту имате капацитет оние кои што ви предложиле како да го направите. Можевте со кратење на рокови во секоја поединечна постапка, во секој поединечен закон кој што го менувате, да ја добиете динамиката која што сакате да ја спроведете, а не да прескокнувате фази и постапки со што сите овие законски решенија ги доведувате да бидат противуставни. Ги повредувате правата, слободите и правата загарантирани со устав на граѓаните и на работниците, и со тоа им ги загрозувате и правата на собственост и сите други права кои што им следуваат. Затоа потенцирав. Има начин како да се стават на брза трака, но доколку имаше честни намери. Немате честни намери, а за ова допрва некои ќе одговараат оние кои што наредиле или подпишувале вакви противуставни договори, односно законски решенија, што прифатиле свесно дека ќе нанесат штета и ќе се исплаќаат огромни пенали поради недонесување на ваквите законски решенија. Затоа, додека е време и додека имате можност, немојте да ги донесете овие измени, да се пристапи кон друг пристап и убрзување на овие проекти, кои што ќе биде согласно Уставот, за да не се доведат и самите вработени кои што ќе го имплементираат проектот во заблуда, дека утре или задутре истите ќе одговараат. Тие што не подпишувале ќе се заткриат за тоа дека некој друг го спроведувал.
Благодаря.